Во тек е синхронизирана акција на град Скопје со Агенцијата за храна и ветеринарство, со која се очекува дека во Скопје ќе се создаде регистар на домашни миленици, со кој можеби ќе се спречи главниот прилив на животни на улиците. Поставувањето на системот за одговорно сопствеништво значи создавање база на податоци која се спроведува со микрочипирање на милениците. До 31 март се спроведува бесплатно чипирање на домашните миленици, но оваа мерка ќе продолжи да функционира и понатаму. До овој момент во базата има регистрирано 32.000 миленици. Целта на кампањата е заштита и благосостојба на животните, намалување на бројот на кучиња скитници, како и поттикнување на одговорно сопствеништво. Аплицирањето на чипот е бесплатно во рамки на кампањата на Агенцијата за храна и ветеринарство за бесплатно чипирање домашни миленици, која започна на 1 септември лани. Микрочипот содржи бројче и преку него практично се обезбедуваат основните податоци на миленикот, што овозможува негово следење. Исто така, ветеринарната струка на овој начин ќе знае колку животни има и кој е сопственикот. Чипирањето исто како ние граѓаните што имаме матичен број. Значи, основно е да се спроведе према закон за идентификација и регистрација на миленици. До сега се спроведе во Македонија, првен беше за крупна стока, значи ушните маркички што ги гледаме, кај крупна стока, кај миленици имат друг по-софистициран значи облик, тоа е чипот. Тоа е мала чип електрода со уградува подкожно и основна цел е значи да се прво, значи како држава да имаме точна информација за број на миленици и точно да се знае на кој миленик кој е собственик и со тоа собственикот да си преземе одговорност кога ќе земе значи миленик да се грижи за него, не само да се земе за тренутно моментално задоволство и после да нема. Значи секој еден што зима миленик со тоа е должен, значи има одговорност да се грижи до крај на живот за него. Во моментов се работи на сет мерки за решавање на проблемот. Сите општини се задолжени да достават програми за контрола на популација, а направени се измени и во Законот за заштита и благосостојба на животните, кој е пратен во Секретаријатот за законодавство. И со него ќе се регистрираат одгледувачниците, со цел да се регулираат несаканите потомства и лицата кои ги напуштаат своите миленици. Ветеринарите упатуваат апел до сите сопственици да побрзаат да извршат оваа обврска за својот миленик која истекува наредниот месец. Согласно кампањата, освен чипирање на милениците, сопствениците ќе треба да платат 120 денари за пасош за домашен миленик, што ќе може да го потребат при патување надвор од државата. По завршувањето на кампањата, Агенцијата за храна и ветеринарство ќе спроведат зајакнати контроли за да проверат дали сопствениците извршиле регистрација на милениците. Доколку тоа не го направиле, тогаш сопственикот покрај казната ќе го плати и процесот на микрочипирање.